Почитувани, добар ден ви посакувам, добар ден и убав ден. Денеска 5 март и навистина е убав денот, бидејќи не очекува и потопло време. Денеска со нас во студиото имаме интересен гостин со кого што прв пат ќе се дружиме. Тоа е Александар Алексовски, генерален директор на Тутунски комбинат АД Прилеп. Му посакувам добре дојде во студиото на Радио Пела и се надевам дека ќе успееме на повеќе прашања да добиеме одговори кои што се актуелни во моментов, а и верувам дека ќе бидат актуелни цела година. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Ви благодарам на поканата и благодарам на слушателите за трпението во наредниот поласат. Јас се надевам дека ќе има интерес од страна на оние кои што Тутунски комбинат им значи и како комбинат кој што на времето беше гигант, но и на тутунопроизводителите кои што се директно поврзани со договорите за откуп на тутун, а секако на градот на Прилеп, бидејќи, како што вели еден мој колега, Тутунски комбинат е прилепско милениче, кој што сите го сакаме. Со директорот на Тутунски комбинат би почнале разговор за најактуелното прашање во моментов, а тоа е што се однесува до новите откупни цени на тутунот, бидејќи се преговараше долго време, а веќе се знаат оние понуди од страна на откупните компании, 10 откупни компании кои ќе бидат цените содржани во договорите. Она што председателот на Сојузот на тутунски издруженија го обзнани пред некој ден е дека цените содржани во договорите од страна на Тутунскиот комбинат се за првата класа 420 денари, втората класа 360 денари, третата класа 300 денари и дополнителна класа 160 денари. Според вас, колку овие цени реално можат да понудат фер производство оваа година? Реално веќе започнато е производството. Ние јавно ги објавивме нашите цени по класи. Истите цени беа доставени до Сдруженијето на тутунари и беа изнесени во јавност. Сите тутунари се запознати со нашите цени за тековна реколта. Искрено и според сите анализи што сме ги правеле во минатиот период, со трошоци на цени би рекол, цените соодветствуваат со моменталните услови на пазарот. Јас би го потенцирал, бидејќи, видете, јас сум учествувал во минатото во делот тутуно производството и знам колку е тешко да стасаш до килограм ориентален тутун и затоа би рекол дека трудот на тутунарите не може со пари да се наплати. Тоа е една вистина, ама како што реков, ова се цени кои што нормално морат да бидат во склад со пазарот. Не зборуваме само за Македонија, тука зборуваме за цени на светски размери. Она што реално тутунарите при секоја прилика го напоменуваат е дека навистина е ценет македонскиот ориентален тутун, бидејќи има навистина голем квалитет и се откупува, но од друга страна пак откупувачите, а и реалноста кажува дека во регионов производството на ориентален тутун се намалува, додека кај нас колку толку е на некое стабилно ниво, во секој случај зависи од цените кои што се на откуп на тутун во соседните земји. Она што и самите тутунари го велат е дека таму цените се намалуваат. Прилепскиот, јас би потенцирал тутун, е светски познат по најдобриот квалитет на ориентален тутун, најдобрата арома, што ја нуди ова наше поднебје и затоа е доста ценет на светските пазари. Ама минативе години се соочуваме со доста проблеми во поглед на квалитетот на тутунот и тоа морам да го потенцирам дека треба да бидеме внимателни. Зошто? За да не го изгубиме тој синоним на многу добар квалитет на ориентален тутун кој потекнува од Македонија. Нашето, како што реков, поднебие и нашите тутунари се најзаслужни за тоа, затоа пак би потенцирал дека тутунарите треба да бидат внимателни во наредниот период и да се посветат малце внимание и на квалитетот на тутунот кој што го произведуваат, не само на квантитетот. Тоа е точно дека во нашава околина или во околинава на нашава република тутунопроизводството е многу намалено спрема минати години. Која е улогата, која е причината за тоа, точно за нас е непозната. Јас би рекол, ајде, брзиот напредок на индустријата, преориентирањето на земјоделците во други гранки и така натаму.
Според мене тоа е една од причините зашто тутунопроизводството, би рекол, во Србија, Грција, Албанија и така натаму е во изумирање. Но и друга страна Светската здравствена организација е таа што притиска. Точно, од друга страна Светската здравствена организација врши голем притисок за да се намали тутунопроизводството во овој регион, посебно во регионот на Европа. Ама за нас тутунопроизводството, за нашава земја, е многу битен социјален дел, би рекол. Значи, не зборувам од една страна финансиски аспект, ама од друга страна голем дел од фамилиите во овој Прилепски регион, Пелагонички регион се зависни од производството на тутун. И се надевам дека тука ќе наидеме на разбирање од Светската здравствена организација да нема толкави големи притисоци за намалување на количините во иднина. И токму тоа го бараат и тутунарите, предпоставувам дека сигурно сте запознати со она што се започнати како промени за законски измени и во законот за тутун и тутунски производи, но исто така и во однос на правилникот за проценка на тутун. Она што тутунарите го бараат е враќање на законските правила кои што важеле пред, да речеме, околу една деценија, а тоа е тутунарите да бидат на иста маса во однос на договарање на цените, но и нивниот збор да се цени, односно нивниот збор да биде последен при донесување на предлог цените за новата откупна реколта, бидејќи денеска, овие изминати 7-8 години, тутунарите да учествуваат во преговорите за цените, но откупните компании се тие кои што ги даваат цените и тие се последни кои што важат, вклучително и тутунскиот комбинат. Колку има реални изгледи оваа измена во законот да се врати и кој е вашиот став како откупна компанија во смисла на тоа дека треба да се почитува зборот на тутунарите при формирањето на цените? Тука спомнавте неколку работи. Прво, законот за тутун. Јас би рекол дека имаме доста добар закон за тутун и тутунот е единствена гранка која што е регулирана со закон. Ние една друга земјоделска гранка не е така добро регулирана како што е тутунското производство. Второ, правилникот за откуп. Ние имаме добар правилник за откуп на тутун. Само проблемот е што јас би потенцирал, не се виновни воопшто тутунарите, проблемот е кај откупните компании. Ако го применуваат откупните компании правилникот за проценка на тутун, тогаш не гледам никаков проблем во тој дел. И последното прашање за Сдруженијето на тутун дали треба да учествува во формирањето на цени. Видете, тука моето мислење е дека цената на тутунот како едно добро, како што реков, е регулирана од пазарната цена. Не само во Македонија, туку во пазарната цена на светски размери. Јас мислам дека Сдруженијето на тутунари нема доволно информации како цените се движат во Европа, па и во поголемиот дел од светот, за да учествуваат во формирањето на цената. Ама јас не би ги изоставил во ниедни преговори, разговори и усогласување, би рекол, до некоја мера на цената на тутунот. Значи, тие се дел што мора да учествуваат во целиот процес, за да имаме поголемо разбирање од страна на тутунарите и тутунските здруженија. Тоа е најголемиот проблем. Едноставно треба да подобриме на комуникацијата и на разбирањето. Така. Измеѓу двете страни. Во однос на примената на законот и сами рековте дека имаме добар закон, но во секој случај тука се наметнува едно главно прашање: како да ја заштитиме и осигураме иднината на тутунопроизводството, доколку не се почитуваат одредени правила, ќе кажам кои, рековме квалитетот. Так. Доколку немаме квалитет, а изминативе 2 години цел тутун одеше во прва класа, бидејќи навистина беа ниски цените и беа идентични трета година поред, Так. како да го поттикнеме тутунопроизводството, а да го зачуваме квалитетот според вас? Како што рековме, едноставно треба да му се плати маката на тутунарите, ама па и од друга страна треба тутунарите да бидат доволно свесни дека треба тутунот да биде со соодветен квалитет. Не можеме повеќе да си дозволиме секаков, ја би рекол, не тип на тутун, туку секаков квалитет на тутун да оди во една класа. Бидејќи се соочуваме и со нелојална конкуренција од страна на тутунопроизводителите. Се соочуваме со нетутунски материјали кои што ги спакувале заедно со тутунот. Се соочуваме со преголема влажност, над 35% во однос на предадениот тутун. Тоа е прво преголема загуба за откупните компании, второ индиректна загуба, јас би рекол. Зошто? Еден дел од тутунот,
че има последици од таа преголема влажност. Или понатаму ќе скапи, ќе му влоса и тутунски откупните центри ќе се соочат со индиректни загуби понатаму во наредните месеци. И сето тоа е на трошок на откупувачите. Затоа сметам дека тутунарите треба да бидат свесни дека добриот тутун не смеат да го расипат со дополнително навлажнување, се со цел да добијат одредени 300 до 500 грама или до 1 килограм на една кутија, да речем. Така. Вие како откупна компанија учествувате во преговорите. Што мислите, дали на крајот на краиштата ќе се најде одредена фер забелешка да биде вметната од страна на тутунарите, но и што е она што откупните компании го бараат на тие преговори, за да може оваа откупна кампања да помине, зборувам за новата откупна кампања, да помине без неизвестност, без застој при откупот, бидејќи бевме сведоци, лани се додека не се постигна еден неформален договор за откуп во прва класа, никој не сакаше да носи тутун. Ние како дел од гранката на тутуно откупувачи на тутун и тутунопроизводители, во склоп на Министерството за земјоделие имаме формирана една подсекторска група која што се занимава со проблематиките на тутунопроизводството. Тука учествуваат сите откупни центри и нормално учествуваат сите тутунски здруженија во Македонија. И таму се отвараат или се разработуваат овие типови на проблеми во поглед на правилници за откуп, закон за тутун, сите барања на тутунските здруженија за промени на членови од законот, додавање, одземање и така натаму. Така да сметам дека на добар пат сме за да ги решиме. Нормално дека никогаш нема да бидат решени сите проблеми, ама барем се надеваме дека со решавање на дел од проблемите тутунопроизводителите ќе бидат задоволни и наредна реколта. Во поглед на откупот што го врши тутунски комбинат АД Прилеп, изминатите години, чинам дека пред 4 години имаше некаде околу 3 милиони килограми откупен тутун, за разлика од изминативе 2, кога тој откуп како количество се намалуваше. Колку беа откупени последнава откупна кампања? Тековнава реколта, јас би рекол, или реколта 2024 беа откупени 1.750.000 килограми. Претходната реколта беа откупени само 800.000 килограми, што значи дека годинава имаме зголемување од скоро 100% во поглед на откупениот тутун. Нормално тука влие и зголеменото количество на тутун на пазарот оваа година. Вкупнијата количина, би рекол, претходната реколта беше околу 14 милиони килограми, додека годинава е 24 милиони килограми, што имаме зголемување од едно, би рекол, 80% минимум на вкупната количина на тутун. Какви се плановите за новата реколта? Според мене, би требало да има некое благо зголемување за наредната реколта. Прогноза од прилика 25 милиони килограми. И тоа е една добра бројка за Македонија, како една земјоделска, ја би рекол, земја во овој регион, бидејќи не само државата од изводот на тутун, туку и тутунарите гледаат полза од оваа гранка. И сигурен сум дека и тековната година од овие постигнати цени тутунарите се доста задоволни. И сметам дека доколку има зголемување во наредна сезона, тоа само ќе биде еден доказ дека ланската реколта поминала добро и во поглед на откуп и во поглед на постигнати цени. Така. Какви се плановите на тутунски комбинат во смисла на откуп на тутун? Дали сметате дека е потребно да се зголемува таа горна граница за откуп, планиран откуп, договори веќе, претпоставувам дека почнавте со склучување на договори со тутунопроизводителите? Така, заклучно со 1 март започнува законскиот рок за склучување на договори со тутунопроизводителите. Нашите луѓе веќе се излезени на терен, работат блиску со тутунарите, се со цел да склучиме што е можно повеќе договори со тутунопроизводителите и нормално да се доближиме до нив што е можно повеќе. За кој било проблем што ќе го имаат во иднина. Нашиот план е нормално да го зголемиме откупот наредна сезона, барем за добри 25% од претходната реколта, што би значило негде 2 милиони и 100. Така да сите сме насочени во таа насока да едноставно
го вратиме тутунски комбинат на старите добри патеки. Така. А оваа година бележиме 11 години од јавното приватно партнерство со Филип Морис, тутунски комбинат. Она што беше посочено пред 4 месеци при посетата на премиерот Мицкоски е на добар пат ова партнерство да го гради и понатаму, и дури она што беше напоменато е дека се очекува развој, се очекуваат нови инвестиции, проширување на пласманот не на тие 9 пазари колку што во моментов тутунски комбинат заедно со Филип Морис извезува производи, туку барем на 18 пазари. Колку е ова реално и какви се плановите на менаџментот во поглед на ова јавно-приватно партнерство? Јас само сум сигурен во една работа, дека Филип Морис во нас треба, а и сигурен сум дека гледа еден стабилен и добар партнер. Тоа е основен предуслов за Филип Морис да го продолжи, јас би рекол, договорот и во наредните 10 години со нас. Во поглед на детали, дали ќе има проширување на други пазари или нема, тоа би го оставиле за понатаму, нормално. Во секој случај веруваме дека се работи за продолжување на ова партнерство, и дека следува. Ние како тутунски комбинат Прилеп се залагаме максимално да го продолжиме тоа партнерство со Филип Морис во секој аспект. Тутунски комбинат важи за еден од символите на Прилеп, иако улогата што имаше како монопол во поранешната заедничка држава Југославија сега веќе го нема, но чинам дека нема прилепско семејство кое што не било директно или индиректно вклучено со работата на Тутунски комбинат. Како што реков денес нашето милениче, прилепчани се уште гаат надежи дека некогашниот гигант повторно ќе биде еден од столбовите на Прилеп. Дали сме на вистинските патеки тоа да го направиме? Секако тоа оди многу споро, бидејќи потребно е да се развиваат одредени инвестиции кои што ќе значат враќање на стари патеки, но во исто време пак развивање на нови технологии кои што мора да се почитуваат доколку сакаме да имаме една модерна компанија. Дали сме на добар пат како Тутунски комбинат? Јас би потврдил дека сме на добар пат. Моментално работиме на консолидација на сите ресурси што ги имаме на располагање. Тутунски има на располагање големи ресурси, јас би рекол, ама нажалост тие се до некој степен умртвени во претходните години. Да, Тутунски бил символ на една развиена индустрија, не само во Македонија, туку и во цела Југославија, така да Тутунски бил еден гигант од светски размери во претходните години. Ама, како што реков, нажалост, во минати години, таа предност Тутунски комбинат ја има изгубена во однос на конкуренцијата, бидејќи нормално таа монополска позиција е нарушена со транзицијата и така натаму, и што е добро. Значи, ние имаме отворен пазар, нормално, како држава, но како што реков, предноста која што има Тутунски комбинат во минати години е изгубена и во моментов не би го отпишал Тутунски комбинат како една компанија во Македонија. Искрено, имам голема надеж, како ново раководство, гледаме доста добар потенцијал, нормално и во инфраструктура и во луѓе кои што ги имаме на располагање во моментов, и се надевам дека во наредните години Тутунски комбинат полека ќе се развива и ќе предничи во овој дел на тутунската индустрија во Македонија. Да се надеваме. Да се надеваме. Оно што би сакала да го напоменам на крајот од овој разговор е во однос на новините кои што ќе следат оваа година. Дали во однос на тие планови годишни што ги имате, се планира одредени дополнителни вработувања или пак ексклузивно информација што можеме да очекуваме оваа година од страна на Тутунски комбинат? Како што реков, ние сме ново раководство, во моментов работиме на консолидација на сите ресурси кои ги имаме, едноставно со едноставни зборови се пребројуваме прво колку имаме, второ колку сме способни со потенцијалот со кој што располагаме. Така да 2025 година би рекол дека ќе биде година на еден fine adjustment на потенцијалите кои што ги имаме во моментов. Не би шпекулирал ни со нови вработувања, ни со намалување на вработени и така натаму. Јас пак ќе потенцирам дека ни треба време за
да согледаме кои се нашите потенцијали. Па понатаму одлуките нормално ќе зависат од анализата која што ја правиме во моментов. Благодарам за разговорот. Прилеп очекува многу од вас. Вие како млад кадар и човек кој што ги знае сите овие развојни планови во однос на тоа како ќе се движи јавното приватно партнерство со Филип Морис, но исто така и на некој начин да се вклопи во таа слика и реалност и потреба Тутунски комбинат да се врати на старите патеки, верувам дека ќе ги оправдате очекувањата на прилепчани кои што се насочени кон ваша страна. Така, јас се надевам дека нема да ги разочарам прво вработените во Тутунски комбинат, а второ нормално и сите прилепчани. Како што рековме, да го задржиме статусот на еден символ на градот и да го вратиме Тутунски комбинат на старите добри патеки од минатото. Ви благодарам, господин Алексовски, за првото гостување во Радио Пела. Се надевам дека нема да биде последно, а исто така верувам дека ќе имаме прилика за да обзнаниме за одредени информации и новини кои што ќе следуваат во текот на оваа година. Благодарам. Секако. Ви благодарам исто.